Многу сакам да сум на твое место тука, а ти да си тука. Дали е вистина дека имаш одбиена понуда да преминеш од Urban Records во Горила? Дали пелтечењето ти создава дополнителен притисок кога си пред камера? Заборавам да дишам. Диши. Дали некогаш си се почувствувал непријатно на интервју? Да. Добре дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој јавните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Прашањата треба да бидат одговорени само со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои проект немаше да може да постои. Благодарност до нашиот генерален спонзор Coca-Cola кој долги години веруваат во мене, па така и овој проект не беше исклучок. Благодарност до Prima Mebel што ни помогнаа во замислата за интериерот на ова студио, како и до Fashion Group кои се погрижија за мене и ме облекоа во Спрингфилд. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola Buttonот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време е да ви го представам мојот гостин. Пајак, добре дојде во Полиграф. Добре те најдов, Стефан. Како си? Имам трема. Возбуден. Време да започнеме? Може. За да калибрираме машината, први не потребно да одговориш на негови основни прашања. Дали е твоето име Пајак? Не, Христијане. Мислам. Мислиш? не мислам. Христијане. Дали сметаш дека има нешто што криеш? Не. Мислам, само ментално или општо? Општо. Општо? Па да, сите криеме нешто. Значи одговорот е да. Па да. Дали си спремен за полиграф? Не. Дали би го променил уметничкото име? Не. Првите песни што ги имаш пишувано биле на англиски јазик. Да. Дали сега би градил кариера на англиски јазик? Да. Може би. Мислам би пробал. Зашто не? На почетокот на кариерата те споредуваа со овој човек. Добра. Дали инспирацијата за некој од песните ја имаш позајмено од него? Да, за стилот од почетокот, па што го слушав многу. Дали се уште го слушаш? Па сега малце поретко. Дали би работел со него? Да. 40 милиони прегледи на Бела. Дали некогаш ќе добиеме Бела парт 2? Не знам, чекај. Да, не знам. Мислам сега за сега не, ама за понатаму зашто да не. Затоа ми одговорат да. Дали би снимил дует со оваа личност? Да. Све во своје време. А со ова? Стилот нема да не е исти како и да е, така да не знам. Одговараме со да или не? Заборев.
Па да. Имаш снимено многу дуети. Дали си прифатил дует со српски артист само поради името, а не песната? Па не пошто песната сме работеле заедно и ми се свијала песната многу. Не ме гледај така. Значи одговорот ти е не. Дали некоја ти го има толку многу скршено срцето, што пишуваш толку тешки текстови? Да. Кој ти го скрши срцето? Одговорите со да или не. Твој правила. Фер. Дали сметаш дека славата ти помага во љубовниот живот? Да, не знам. Дали пелтечењето ти создава дополнителен притисок кога си пред камера? Да. А пред полиграф? Да. Дали би простил неверство? Не. Дали е вистина дека имаш одбиена понуда да преминеш од Urban Records во Горила? Да, ама не да преминам туку од почетокот тогаш, да одлучам сам. Нема подпишано уште за никого. Дали некогаш си се почувствувал непријатно на интервју? Да. Дали мислиш дека македонската публика доволно те поддржува? Да. Заборавам да дишам. Гледам. Имаш многу хитови, милионски прегледи. Дали мислиш дека ти е време за концерт во Арена Борис Трајковски? Не, пошто планирам после мојот прв албум. Здравје Боже. Сега моментално не. Дали имаш необјавена песма што е подобра од сите објавени? Да. Ќе одговорам со да, ама никош не можам да знам која е правилната песна. Може би има, може би немам. Не знам што одговор да ти дам, пошто е да и не. Подобра песна според тебе? Според мене? Да. Мислам, не знам. И последно прашање? Дали нешто ми излажа денеска? Го употреби Кока-Кола батану. Не сакаш да одговориш затоа што мислиш дека го падна тестот? Не знам. Не знам. Време е за резултатите. Пајак. За жал обидот беше неуспешен. Имаш паднато на 8 прашања. 8. Не е возможното. Добро. Ајде да го продискутираме тоа заедно. Ајде.
Дали би го променил уметничкото име, ми одговори не. Па не би го променил. Машината кажува нешто друго. Дали може би размислуваш да го промениш? Не. Како би се викал да не беше пајак? Не сум размислувал, не знам, сварно. Тоа прашање го одговори во 90 секунди. Да? Тогаш имаш одговор. Не помнам што сум одговорил. Потоа те прашав дали би снимил дует со оваа личност. Ти ми одговори да. Добро. Одговорот не е мисли. Не, добро. Би снимил реално, зашто не би снимил, само што мислам дека може да сега не е уште време. Значи одговорот е сепак не. Прашањето тебе ти беше дали би снимил, јас си го сватив кон некојаш дали би снимил. Затоа одговорот беше да. Дали е тоа истиот случај со оваа личност? Тука ме збуна. Па отворен сум за соработки. Потоа да прашав дали си прифатил дует со српски артист само поради името, а не поради песната. Ти тука ми одговори не. Ама никогаш не сум гледал така реално. Ако ми се свиѓала песната, реално и то носи, што е нормално. Ама ако ми се свиѓала песната, а до сега сите што сме ги работеле со српски изведувачи ми се свиѓале, пошто заедно сме ги работеле. И заради тоа дадов таков одговор. Дали соработките се прифатени пред да настане песна? Да, во некој случај. Па сум правила 0 песна. Дали сметаш дека славата ти помага во љубовниот живот? Ти помага или не? А што одговорив? Мислам и то го кажав погрешно, така? А што одговорив таму? Да, одговорив така. Испана дека не. Па не. Те прашав дали би простил неверст. Ми кажа не. Просто? Не знам, ти кажи. Не би просто, не знам. Моментално не сум дојден до тоа. Да треба да размислувам на тоа. Потоа да прашав дали мислиш дека македонската публика доволно те поддржува. Ти ми одговори да. Како се? Па да. Дали мислиш дека може некогаш треба да те поддржува повеќе? Там секогаш може подобро, ако гледаме така. Заборавам да дишам. Диши. И те прашав дали мислиш дека ти е време за концерт во арена Борис Трајковски? Одговорив не. Дали може би мислиш дека ти е време? Покрај сите хитови милионски прегледи. Па може да е, не точно така кажува. Може да е. Многу сакам да сум на твое место тука, а ти да си тука. А не си. Не сум. Тоа е тоа, фала ти. Фала ти тебе. А ние тука се дивуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото, субскрајбнете се на каналот и не заборавајте да не следите на социјалните мрежи. Исто така коментирајте кога сакате да видите следа. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.